23.404.377 евра изнесува вкупниот долг на општина Тетово оваа година. Тоа е за само 613.845 евра помалку од наследениот, кој веднаш по стапувањето на функцијата сегашниот градоначалник Билја Касами тогаш го објави на билборд. Касами, презентирајќи ги бројките, оцени дека процесот на раздолжување успешно тече. Тој рече дека не можеле да реализираат повеќе планирани проекти поради недомаќинското работење на претходната власт, но и поради тековните обструкции од централната власт, која не им одговорила позитивно на ниту еден повик за помош. Благодарение на упорноста и максималната посветеност, процесот на раздолжување успешно тече. Благодарни сме и на граѓаните кои веруваат во нашата работа, што се докажува со зголемениот процент на наплата на даноците кон општината. Училиштата во општина Тетово, кои ги затекнавме со близу 80.000 евра долг, сега се целосно раздолжени и функционираат во рамките на нормалата. Кај јавното предпријатие Градски паркинг, покрај долго што го објавивме, затекнавме и неисплатени плати на вработените од над 50.000 евра. Ги исчистивме и сега платите се добиваат уредно и навремено. И покрај сите тешкоти, предпријатието успеа да исплати дел од долгот и денеска работи со деблокирана сметка. Состојбата се уште потешка во јавното комунално предпријатие Тетово, која дојде како резултат на зголемувањето на минималната плата, како и енормното поскапување на струјата и нафтените деривати од една страна и неуспешната наплата на сметките од друга страна. Кога дојдовме на власт, ова предпријатие имаше речиси 10 милиони евра долг и многу други проблеми, како доснење на плати, немање доволен кадар, ниту опрема, како камиони, контейнери и слично. За соочување со овие проблеми донесовме одлука дека е потребна целосна реорганизација на предпријатието. Зашто имаме краткорочен и долгорочен план, со кој очекуваме дека јавното комунално предпријатие конечно ќе почне да работи функционално, ефикасно и без проблеми во услужувањето на граѓаните. Што се однесува до општината, ја затекнавме со над 14 милиони евра долг. Како резултат на успешното менаџирање на општинските финансии, успеавме да исплатиме над 3 милиони евра од наследениот долг. Но во исто време, имајќи го во предвид фактот дека продолживме со зголемен интензитет со реализација на инфраструктурни проекти, патишта, водоводи, канализации и слично, кои имат вредност од над 2 милиони евра, нето долгот на општината е намален за околу 1 милион евра и денеска изнесува околу 13 милиони евра. Од трите јавни предпријатија, состојбата е најлоша во комуналното, каде долгот е зголемен со што доцнати платите на вработените. Предпријатието за јавен превоз пак функционира со субвенции од општината. Единствено паркинзи е во мала позитива. Ќе предложам еден план како да се реконструира и реформатира, реструктурира јавното комунално предпријатие, можност за јавно-приватно партнерство со кое очекуваме дека долгорочно ќе го решиме проблем. Градски транспорт функционира со помош на општината. Ако сакаме да функционира само издржано од сопствените приходи, картата која е за една линија од 20 денари треба минимум да биде 100 денари. Ние оценуваме дека во ова кризна ситуација не можеме да ги покачиме картите. Во насока на штедење, општината со одлука на Совет формираше трговско друштво за менаџирање со јавното осветлување, па и покрај владината забрана, документите за негова регистрација ги доставиле до Централниот регистер, од каде чекаат одговор.